До властите сакам да порачам да ги откријат вистинските виновници, кои многу добро ги знаат кои се, да се испоапси се, да бидат паметни, да не ја префрдаат вината на оние што спасуваа луѓе, на дечките од обезбедувањето, нека си ја бараат вината во УЈП, нека си ја бараат кај градоначалник, нека си ја бараат во командир на полициска станица, во тој трулеш корумпиран систем, во тие човеци, не можам да ги наречам луѓе, не можам тие корумпирани биолошки суштества, нека гледаат да ги смалат страстите кај луѓето, поради тоа што ако пробат, а веќе се на прав пат и пробуваат да прекриваат многу работи, ќе се случи народно апсење, ќе се случи народен суд. Ова веќе не може вака. Премногу се толерирани сите политичари до сега. Кабелот крив. Беса Транс, Турмотурс, еве Фросина, детето што почина од струен удар и таму нема никаков расплет. Чашата е прелеана, народот е премногу револтиран, Кочани е завиено во црно. Апелирам до кочанчани да бидат смирени до четврток. После четврток, кога ќе ги испратиме нашите ангели, ќе побараме одговорност од сите. Овој пат одговорно тврдам дека кабелот нема да биде крив, дека шоферот на автобусот нема да биде крив, дека инсталација нема да биде крива, се глупираат ДНК донело пиротехнички средства. Зошто? Затоа што најлесно е да се префрли вината на мртовец. Ова нема да се дозволи. Ја не знам како еден пратеник сега од било која политичка партија немаше доблес да излезе и да рече јас ќе си дадам оставка од пратеник, знаејќи дека за се е системот крив. Во кој систем и тој придонел. Нека не се прават будали, сите до еден се лајна вмешани.